Деталите од безбедносните проценки на надлежните институции во однос на личната сигурност на Артан Груби биле презентирани пред судија на претходна постапка кој одлучувал по предлогот на основното јавно обвинителство Скопје за замена на ефективниот притвор со куќен. Ова го соопшти јавното обвинителство на Република Македонија одговарајќи на реакциите во јавноста во врска со предметот државна лотарија. Од обвинителството нагласуваат дека мерката куќен притвор, особено кога се спроведува со 24 часовен надзор, представува затворска мерка согласно Законот за кривична постапка, но се издржува надвор од затворските услови поради постоење специфични околности. Во конкретниот случај, како што наведуваат, биле исполнети такви услови, бидејќи по проценка на Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност постоеле сериозни информации дека во притворското одделение не може да се гарантира неговата лична безбедност. Обвинителството истакнува дека како единствен и самостоен орган постапува исклучиво врз основа на законските одредби, дека од особена важност е тоа што осомничениот е обезбеден и што кривичниот прогон продолжува. За Груби е спроведена финансиска истрага и обезбедени се најголем дел од доказите во кои одбраната веќе врши увид. Од ненаиденото појавување на граничниот премин Блаце во раните утрински часови, па се до одлуката на Основен кривичен суд Скопје да го прифати предлогот за куќен притвор со дополнителни мерки за обезбедување присуство, случајот предизвика бројни реакции во јавноста и меѓу политичките партии. Груби е второосомничен во предметот за наводни проневери во државна лотарија, заедно со граничниот директор Перпарин Бајрами, кој се уште е недостапен за органите на прогонот. Двајцата се товарат за кривично дело проневера во службата, со кое според наводите предизвикана штета од 8,1 милиони евра. Во меѓувреме продолжуваат и политичките обвинувања меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН во врска со одлуката на судот, при што од опозицијата обвинуваат за политички договори, додека од владеачката партија возвраќаат дека револтот во јавноста е резултат на состојбите во правосудниот систем од изминатите години. Од обвинителството апелираат на воздржаност во јавните коментари за легитимно донесените јавно-обвинителски одлуки, со цел да се овозможи ефикасна и правична постапка. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција по завршувањето на владината седница информираше дека се одземени лиценците на 6 компании кои одгледуваат канабис за медицински цели. Одлуката се однесува на компаниите Alpha Farm, Green Life, CBD, Medplan, Life Plant, Ata Farm и Cannabinoids. Како што соопшти министерот, владата донела одлука за одземање на одобренијата за одгледување канабис за медицински цели. Мерката добила дополнителна институционална тежина по седницата. Засилени вонредни контроли ќе бидат спроведени кај сите 43 правни лица кои поседуваат лиценци во соработка со Министерството за внатрешни работи на Македонија, Малмет, Инспекторатот за земјоделство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и други надлежни институции. До сега се извршени 13 контроли, при што кај 6 субјекти биле утврдени неправилности во постапувањето согласно Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци. Меѓу констатираните прекршувања се несоодветно складирање на сув цвет кој бил затекнат отворен и без соодветно запечатување, недоставување извештаи до надлежната комисија за производство, берба и купопродажба. Утврдени биле и несовпаѓања меѓу евидентираните и фактичките затекнати количини. Целта на вонредните контроли според Алиу е обезбедување доследна примена на законските прописи, засилен надзор врз производството и прометот и транспарентно функционирање на секторот. Тој најави дека по завршувањето на контролите и утврдувањето на сите аномалии ќе се пристапи кон подготовка на ново и поцврсто законско решение. Во меѓувреме јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и МВР истражуваат дали 5 тона марихуана запленети во Србија се поврзани со марихуаната што беше одземена од магазините на производители на канабис за медицински цели во земјава. Од обвинителството информираа дека во рамките на опсежна акција досега се запленети над 40 тони марихуана од повеќе правни лица и дека активностите продолжуваат во координација со надлежните институции. Законските измени со кои СДСМ предложи зголемување на минималната плата на 600 евра не добија подршка на матичната комисија за економски прашања, труд и енергетска политика, ниту на законодавно-правната комисија. Не беше прифатен ниту предлогот за одржување трипартитен диалог, односно јавна расправа во собранието меѓу работодавачите, синдикатите и владата. Председателот на комисијата Бојан Стојановски по огласањето изјави дека со 3 гласа за, без против и воздржани, предлогот не е прифатен. И покрај тоа што не помина на комисиската расправа за законските измени ќе се одлучува на пленарна седница во собранието.
Во текот на расправата опозицијата образложуваше зошто е неопходно зголемување на минималната плата. Според предлогот, минималната плата од март оваа година до март наредната година би изнесувала 36.960 динари. Со незиниот раст би се усогласили и останатите плати. Пратеникот Оливер Спасовски повика на политички консензус, истакнувајќи дека кога станува збор за работниците и животниот стандард на граѓаните, не треба да има поделби по идеолошка основа. Пратениците од владеачкото мнозинство не се вклучија во дебатата на комисиите. Единствено пратеникот од ЗНАМ, Миле Цеков, изнесе личен став дека минималната плата треба да се зголеми. Во меѓувреме, Сојузот на синдикатите на Македонија даде рок на владата и на работодавачите до крајот на февруари да постигнат договор за зголемување на минималната плата на 600 евра. Доколку не се постигне договорот, од синдикатот најавуваат нов протест во март, како и генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор. Канцеларијата на УНИЦЕФ за Хрватска започна хуманитарна кампања за поддршка на гладните деца во Судан, Јемен и Газа, предупредувајќи дека бројот на деца изложени на глад, сиромаштија и насилство непрекинато расте. Според проценките, рекорден број деца ќе имаат потреба од хуманитарна помош во 2026 година. Милиони деца низ светот страдаат од тешка и опасна по живот неисхранетост, која, како што наведува УНИЦЕФ, предизвикува една од 5 смртни случаи кај деца под 5 годишна возраст, што ја прави една од најголемите закани за нивниот опстанок. Долготрајните вооружени конфликти и екстремните временски услови дополнително го отежнуваат пристапот до храна и основни услуги. Семејствата и покрај сите напори не секогаш можат да го заштитат здравјето на своите деца. Најтешка е ситуацијата во Судан, каде продолжува заборавената криза со милиони раселени деца и нивните семејства. Во Јемен, каде милиони деца и жени се соочуваат со хроничен недостаток на храна. И во Газа, каде што гладот е официјално потврден за прв пат во август 2025. Овие кризни подрачја, речиси 8 милиони деца се соочуваат со катастрофални нивоа на неисхранетост, додека во Газа, поради уништената инфраструктура и ограничениот пристап до хуманитарна помош, регистрирани се и смртни случаи предизвикани од глад. Тимовите на УНИЦЕФ на терен секојдневно се сведоци на зголемените потреби за здравствена заштита, вода за пиење и терапевтска храна. Организацијата ги повикува граѓаните да се обединат во солидарност за обезбедување храна која е критична за спасување животи. УНИЦЕФ обезбедува 80% од специјално развиената терапевтска храна во светот, која може да значи разлика меѓу живот и смрт за само неколку дена. Според УНИЦЕФ, неисхранетоста сериозно го загрозува опстанокот, растот и развојот на децата и е предизвикана не само од недостиг на храна, туку и од несоодветна исхрана, болести, ограничен пристап до вода за пиење и недостиг на здравствени услуги. Председателот на Украина Володимир Зеленски се обрати во видео на Европскиот парламент на специјалната седница посветена на 4-та годишнина од војната во Украина. Во своето обраќање Зеленски истакна дека европскиот заем од 90 милиарди евра мора да се спроведе, дека Украина има потреба од јасен датум за пристапување во Европската унија и дека се што ја финансира руската војна треба да биде забрането. Зеленски нагласи дека на Украина и се потребни силни безбедносни гаранции, јасно разбирање за тоа како ќе действува рускиот претседател Путин, предупредувајќи дека без таква гаранција Путин ќе се обиде да ја блокира Украина со децении преку поделби во Европската унија и Европа. Тој оцени дека заемот од 90 милиарди евра представува вистинска финансиска гаранција за безбедноста и отпорноста на Украина. Специјалната седница на Европскиот парламент присуствува и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет Антонио Коста, како и лидерите на неколку земји од Европската унија кои денес во Киев за да ја изразат својата поддршка за Украина. Зеленски истакна дека европската поддршка е клучна за дипломатско завршување на војната, ги повика европејците да покажат единство и храброст во лицето на руската агресија. Потенцираше дека заканата не е намалена и дека решителноста мора да стане силна, како во моментот кога започне инвазијата.